Трет протест во рок од 2 недели на закупците и пазарчиите од кванташкиот пазар во Скопје. Тие велат дека помеѓу главните причини се рекет, закани и уцени. Предупредуваат дека се уништува најголемата извозна артерија на главниот град, а бизнисите им пропаѓаат, бидејќи сопственикот од Албанија врз основа на расположение ги менува ценовниците и тарифите и ги казнува со измислени правила, а со тоа се обидува закупците и земјоделците да ги соголи до коска и да го пропадне пазарот. Заканите се не се физички, туку во типот. Се до сега си плаќал 100 евра, сега 1000. Твоето место ќе го правам ВЦ. Разни психички закани. Значи, поголемо, мислам дека психичката закана е по така јака него физичката. Пазарџиите се жалат дека работат во крајно катастрофални услови. Странскиот сопственик ветил дека ќе инвестира и ќе изгради пазар по европски стандарди, но од современите и модерни стандарди за овие 3 години има само затнати тоалети, нехигиенски услови за чување на храната и бунар ископан помеѓу 2 септички јами, за кој пазарџиите велат дека секој кој се напил се разболел, а никаде не пишува дека водата не е за пиење. Водата е бушотина измеѓу 2 септички јами 100 годишни. Исклучен од водовод, и со тоа дека јас не можам да платам сметки за целата населба овдека. Значи, ние бараме услови, бараме цените да бидеме конкурентни, да бараме за сите да биде еднако, не некој 20.000, некој 2.000, некој 15, некој 2. Значи, нема основни услови. Закупците и пазарџиите тврдат дека никогаш не го запознале сопственикот од Албанија, само менаџерот Клодијан Ибрај, за кој велат дека се однесувал како шериф и како да не го фаќа законот. Се обидовме да поразговараме и со него, но неговите најблиски соработници не ни дозволија да влеземе во канцелариите. Велат не разбирал ниту македонски, ниту англиски. Ни дадоа само визит карта со електронска адреса на која не одговорија на поставените прашања. Туку не предупредија да не објавуваме дел од видеоматеријалите. Ве повикуваме да се воздржите од објавување на било какви видеоматеријали кои неовластено се снимени во внатрешноста на пазарот. Од Алфа упативме прашање и до надлежните во Министерството за економија и Министерството за земјоделие, за тоа дали се запознаени со состојбата на кванташкиот пазар и дали концесионерот ги исполнува условите и врските од договорот. Но до овие вести, одговорот таму не пристигна. Пазарџиите велат дека ако надлежните продолжат да замижуваат пред уништувањето на пазарот, тие едноставно ќе го напуштат и ќе отворат нелегален пазар во непосредна близина.